Започнува централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Добро вечер. Еве што ќе гледате во него. Опрема од МЕПСО донирана денеска на општините Кочани и Пробиштив за зимскиот центар Пониква. Состојбите со оризот тема на посетата на министерот Љупчо Димовски на општината Чешиново Облешево. Искрпени дупки на регионалниот пат Кочани Пониква. Потребна е целосна санација на коловозната лента. Убавините на Велес преку фотографии на изложба во библиотеката Искра во Кочани. Пред престојниот надпревар со селекцијата на Чешка, македонската женска репрезентација се подготвува во Струмица. Телевизија Кочани на местото на настанот. Во сабота стартува лигата во футсал, поединостите представени на денешната пресконференција. Со Дневникот започнуваме веднаш по рекламите. Гледајте не. Голема продажна акција на Тигар Метал. Оценкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии по ваша мера по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои и лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал Кочани во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани.
Опрема од МЕПСО за зимскиот центар Пониква денеска и беше предадена на општина Кочани. Со ова започна да се опремува зимскиот ски центар Пониква. Во присуство на представници на општините Кочани и Пробишти, во зимско-рекреативниот центар Пониква беше извршено примопредавањето на опремата со која ќе биде опремен зимскиот ски центар Пониква, донација на МЕПСО. Се примаат ратракот, се примаат топовите за вештачки снег, опремата за сноуборд патеката и една моторна санка. Изведувач на работите, односно испорачател на опремата Енергосистеми, а донатор, односно финансиер е владата на Република Македонија преку МЕПСО, значи акционерско друштво МЕПСО во државна собственост. Сакам да потенцирам дека ова е само еден дел. Со овој дел се завршува, значи се подготвуваме за сезоната, можеме да очекуваме кога се спуштат температурите и ако немаме снег, значи со овие топови да го имаме вештачкиот снег и да едноставно ја отпочнеме сезоната и порано од она што го предвидува природата. Очекувам дека е ова почеток, понатаму заедно со општината Пробишти, заедно со владата на Република Македонија и со потенцијалните инвеститори ќе направиме сепак да биде Пониква она за кое што сме го замислили, она што сме го зацртали. За новата опрема, заедно со скипатеката за сноуборд надпревари, која е целосно осветлена, ќе бидат ставени во функција на ново формираното заедничко комунално предпријатие Пониква, кое за оваа потреба го формира општините Кочани и Пробишти со заеднички почетен влог од 10.000 евра. Состојбите со оризот тема на посетата на министерот Љупчо Димовски на општина Чешиново Облешево. Беа посочени и повеќе прашања кои ги мачат земјоделците од регионот. На покана на градоначалникот на општина Чешиново Облешево Костадин Личков, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски вчера одржа работна средба со представници на оризопроизводителите од регионот, подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани, Институтот за ориз од Кочани, како и со директорот на водостопанство Брегалница и членовите на советот на општината. На состанокот беа посочени повеќе теми во делот на производството на ориз, а посебно внимание се посвети на актуелната состојба во оштетувањето на овогодишниот род на оризот, последица од сланата на 2 октомври. На средбата се направи анализа на оштетените површини и процентот на оштетеност на оризовото зрно врз основа на извештајот на Општинската комисија за проценка на штети. Од страна на оризопроизводителите е побарана помош за покривање на дел од висината на констатираната штета, која би се реализирала со измена на програмата за финансиска помош во земјоделството и руралниот развој за 2013 година и воведување на дополнителна мерка. Воедно се анализираше и процесот на откуп и движењето и висината на откупната цена на оризот и оризовата арпа од годинашнава реколта, посебно за секој откупувач. Беа посочени тековни теми во делот на водоснабдувањето и заштитните препарати. Побарано е зголемено присуство на инспекцијските органи во делот на контролата на откупот. Истовремено се направи пресек на реализација на проектот за подобрување на квалитетот на оризот и ефектите од него. Искрпени дупки на регионалниот пат Кочани и Пониква. Македонија пат најавува асфалтирање на делницата од Шарена чешма до Пониква. На регионалниот пат Кочани Пониква деновиве екипи на Македонија пат интервенираа во крпењето на дупките по коловозот. Од Македонија пат, секција Кочани, најавуваат асфалтирање и на делницата од Шарена чешма до Пониква. Интервенциите се во мала мерка, тоа е колку да се закрепат оние неравнини кои што беа на патот. Имаме ветување дека Македонија пат на пролет, кога ќе се створат услови, ќе имаме реновирање од поранешниот мотел Шарена чешма до горе во должина од 3,5 км, така да со сосема нов асфалтен слој, така да се подобри врската до овде. Меѓутоа и ова е доказ дека она што беше критично, патот, оние дупки кои што беа веќе се закрпени. Инаку потребна е целосна реконструкција на овој патен правец кој беше предаден во употреба во далечната 1980 година со предавањето во употреба на детското одморалиште и првите 2 ски лифта на Пониква.
Започна реконструкцијата на патот од Виница до селото Градец. Средствата се обезбедени од буџетот на општината и се во висина од околу 2 милиони денари. Стартуваше реконструкцијата на патниот правец Виница-Градец. Асфалтирањето започна од горниот дел на селото, каде патната инфраструктура не е обновена цели 4 децении, откако претходеше фазата на крпење на старите дупки. Ширината на асфалтот е 4 метри, а изведувач на проектот е градежната фирма Стојменов од Кочани. Оваа реконструкција е предвидена во годишната програма на општина Виница за 2013 година, а за истата се издвоени средства во висина од 1 милион и 750 илјади денари. Денот на македонската борба 23 октомври одбележан и во Кочани, со положување на свежо цвеќе на спомен обележјата од револуцијата. По повод Денот на македонската борба 23 октомври, представници од локалната самоуправа ВМРО ДПМН и граѓани вчера положија свежо цвеќе на спомен обележјата од револуцијата. Општина Кочани, заедно со Советот на општина Кочани, се вклучува во чествувањето, во славењето на празникот 120 години од формирањето на ВМРО. Со ова символично положување на цвеќе, сакаме да упатиме една благодарност до сите оние кои што ги дадоа животите, кои што се посветија на ова наше дело, кои што со благодарение на кои и ја имаме оваа денешна самостојна Македонија. Уште еднаш слава им и голема благодарам. Пред 120 години во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов, тој заедно со 5 мажи го создаваат првиот Македонски револуционерен комитет, организација која што има за цел ослободување на Македонија со сопствени сили без помош од надвор. Практично таа идеја се шири и преку Илинденското востание и преку народно-ослободителната борба и за да денес стане реалност. Денес им одаваме почит и на основачите на Македонскиот револуционерен комитет, меѓутоа и на сите оние кои ги вградиле своите животи за остварување на идејата за самостојна и независна Македонија. Сакам од името на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на сите граѓани да им го честитам празникот. Нека ни е за многу години. Убавините на Велес преку фотографската призма на Марин Клифов и Павлина Василева се прикажаа пред кочанчани на денешната изложба во библиотеката Искра, како дел од месецот на книгата. Во рамките на манифестацијата Месецот на книгата, која започна на 15 овој месец, денеска во просториите на библиотеката Искра преку 150 на фотографии беше прикажан Велес, неговата историја и велешките автентични градби, како дел од изложбата на познатите имиња од фотографската фела Марин Глифов и Павлина Василева. Во соработка со библиотеката Искра, авторите на оваа изложба преку нивната фотографска призма повтор пат убавините на Велес ги прикажаа на паноата во библиотеката Искра во Кочани. Заедно ја работевме изложбата со колегата Марин. Иако долги години беше таа идеја да се направи една изложба за стариот Велес, но 2011-та успеавме со помошта на Министерството и локалната самоуправа да ја направиме оваа изложба и успеавме бар малце да доловиме нешто од стариот Велес, кој денеска више не постои. Се представуваме овде со стари фотографии од Велес, во кој е прикажана историјата на Велес, староградската архитектура, растежот на градот од 1969 година, најстарата фотографија па се до 60-тите години на 20-тиот век. Значи, пред од 19-тиот век, средината на 19-тиот век, потоа имаме период меѓу двете војни, Втора светска војна, изградбата на овој Велес во повојната историја и така натаму. И сега понатаму сметаме дека некоја друга генерација ќе направи некоја друга изложба со
други фотографии од денешниот растеж на градот. Оваа година чествувањата кон значењето на книгата започнаа со надпреварот на млади библиотекари. На програмата следуваа ликовни изложби, а како најважен настан кој воедно остави и белег на месецот посветен на пишаниот збор е промоцијата на најновата книга на Киро Герасимов под наслов Огреало јасно сонце, која воедно представува и збирка на народните песни, гатанки и приказни од Кочани и Кочанско. Ова изложба на фотографии е само дел од репертоарот на овогодишниот месец на книгата, кој традиционално се организира секоја година во просториите на јавната општинска установа Библиотека Искра. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари замина на 3-дневна турнеја во градот Хановер, Република Германија. Ќе настапат со 2 целовечерни концерти со песни и ора од Осоговијата. Македонски народни песни и ора од Осоговијата и Кочанскиот крај ќе бидат прикажани на гостувањето на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари на турнејата која започна во Република Германија. 30 фолклористи, предводени од председателот Косте Вучков, ќе бидат гости на Македонското фолклорно друштво во Хановер, кај нашинците од кои повеќето се од овој крај. Ние заминуваме комплет со играорци, оркестар и имаме обврска да бидеме главни носители на културно-уметничките активности во градот Хановер, односно за сите овие 3 дена што се одвиваат во организација на нашето друштво. За време на престојот во Хановер, оризарчани ќе посетат и неколку значајни историски места од овој крај, со што ќе ја завршат турнијата во Хановер, Германија, за оваа календарска година. Пред престојниот надпревар со селекцијата на Чешка, кој се игра в сабота во Струмица, женската фудбалска репрезентација на Македонија веќе е на подготовки во Струмица. Женската фудбалска репрезентација на Македонија 2 дена е на подготовки во Струмица пред престојниот меѓународен надпревар против селекцијата на Чешка, кој ќе се одржи во сабота на градскиот стадион во Струмица. Нашата група е релативно тешка. Тука се Италија, Шпанија, Румунија, Чешка и Естонија. Ние беме свесни што нас не очекува. Покрај тоа што ние успеаме да се квалификуваме со победите на Латвија 1-0, Литванија 1-1, Луксембург 5-0, ама сега доаѓаме на екипи каде што се многу посилни, поквалитетни, пофудбалски спремни во сите елементи од фудбалската игра. Во таборот на македонската женска репрезентација владе оптимизам пред престојниот надпревар со Чешка. Брго е заборавен поразот од Романија и сите активности во подготовките се насочени кон престојниот надпревар. Па сега за сега е добро, еве како што гледате, вчера одржавме еден тренинг, денеска исто имаме 2, утре исто 2. Во сабота играме против Чешка, наредната играме против Естонија. Па се надевам дека после тој дебакл што го доживеавме со Романија, јас мислам дека би требало барем сега да извадиме некој добар и некој поволен резултат. Атмосферата е на високо ниво. Се надеваме на, ако не добар резултат, значи на добра игра и на залагање од првиот па се до последниот. Ветуваме дека ќе дадеме максимум и се разбира, се надеваме на позитивно. Ќе дадам максимум од себе. Пред се тоа е чест да се игра за државата, да, за македонската репрезентација и играме од срце. Подготовките во Струмица ги следеше и координаторот на женскиот фудбал во Македонија Владо Андов. Задоволен од тоа што се работи на теренот, Андов не изјави. Наше сите оние грешки да ги исправиме од претходната утакмица, за да може да не се поновуваат грешките на овие следни 2 утакмици. Околу 20 девојчиња се повикани, од кои добро работат. Еве ги видовме на тренингот, има некои игрување, некои работи кои треба да ги исправат грешките направени од минатите утакмици и нормално спремање за овие наредни 2 утакмици кои не очекуваат во сабота и во среда. По надпреварот со Чешка во сабота женската репрезентација на Македонија останува во Струмица и веќе во среда ја очекува следниот надпревар со селекцијата на Естонија. Стартува лигата во футсал. Екипата на Кочани ја пречекува екипата на Фифи од Пробиштип. Надпреварот започнува в сабота во 16 часот и 30 минути во спортската сала Никола Карев.
Во сабота во спортската сала на основното училиште Никола Карев во Кочани стартува втората македонска лига во футсал, и тоа со 8 екипи. На денешната пресконференција беа посочени поединостите од лигата и стартот на првенството. За ова такмичарска сезона, значи во склопот на фудбалскиот клуб Кочани, исто така формиравме и футсал екипа, која оваа година ќе се такмичи во втората македонска фудбалска лига во Македонија. Сите заинтересирани влюбеници во футсал лигата, и тоест во малиот фудбал, може да дојдат и да ги посетат сите надпревари кои ги се играт на домашен терен. Председателот на новоформираниот клуб за мал фудбал Кочани од Кочани, Владко Димитровски, ја истакна подготвеноста на клубот за престојните надпревари. Формирана е футсал екипа која што ќе се надпреварува во втората македонска лига, каде што ќе настапуваат 8 екипи, кои екипи се следниве: ФК Саса од Македонска Каменица, Алгомак Свети Николе, Фифи Пробиштип, Цико Стојаково, Хедис Прилеп, Куманово од Куманово и Гемиджи од Велес. Целта наша е во оваа почетна сезона да прво пред се да си ги видиме нашите можности, пошто поради тоа што немаме искуство во овој дел, а секако дека доколку добиеме шанса да избориме пополнен пласман, истата нема да ја пропуштиме. За тренерот Крсте Крстев, првиот надпревар со екипата на Фифи од Пробиштип е предизвик за победа. Направивме повеќе од месец дена подготовки, конкретно за оваа надпреварувачка сезона во футсал лигата. Прво коло играме на домашен терен со Фифи од Пробиштип, кој е редовен учесник во оваа лига. Значи, сите екипи освен нашата веќе имаат учествувано во футсал лигите на Македонија. Така ние почнуваме како почетници, но тоа не значи дека ние секој надпревар пред време ќе биде загубен. Направивме квантитет, од тој квантитет се надеваме да исплива и квалитетот, и од надпревар на надпревар да покажуваме се подобри игри, а со тоа се надеваме и на позитивни резултати. И фудбалерите се подготвени за стартот на лигата и првиот надпревар како домаќини. Нема да имаме само епизодна улога во првенството, се надпреваруваме да ако можеме да стигнеме до оној плейоф систем каде што ќе добиеме и плюс 6 надпревари во лигата. Почетокот на надпреварот е во сабота во 16 часот и 30 минути во спортската сала во основното училиште Никола Карев. Влезот е слободен. Убава можност да се помине убаво попладне со малиот фудбал во Кочани. Млади ентузијасти расположени за спортски активности во Виница формираа пинг-понг клуб под името Винспин. Клубот е на стартот од своето работење и има потреба од поддршка од виничкиот бизнис сектор и општината. Винспин е името на новиот пинг-понг клуб во Виница, кој неодамна е формиран од страна на млади спортисти, кои ќе создаваат шанса за надградување во спортските активности за сите љубители на пинг-понгот, а и воопшто на спортот. Клубот е на самиот старт од своето работење и се наоѓа во зградата на противпожарниот дом во Виница, благодарение на општината која го обезбеди просторот за сите пинг-понкари. Досега се одиграа неколку надпревари во рамките на системот на надпревари во пинг-понг федерацијата, но како и секој почетник, Винспин се соочува со недостиг на соодветни финансиски средства за набавка на реквизити и пинг-понг табли. Вработените се надеваат дека овој нов проект ќе биде поддржан од општината, но и од виничкиот бизнис сектор, кој со донирање на финансиски средства би можел да помогне клубот да ги добие сите потребни средства за своја поголема ефикасност. Ова е нов и доста добар начин младите, па и постарите да почнат континуирано да се занимаваат со спортски активности, а и во меѓувреме градот да добие нова спортска димензија. Покрај онаа познатата обнова на фудбалскиот клуб Слога, кој во последно време постигнува големи успеси, нема да е лошо да има угледен пинг-понг клуб кој ќе му донесе престиж на градот.
благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.